представиш го. Лава евро. Ко не писмен продолжуваш, а втора шанса можеш ти да сонуваш. Знак, знак, стане да ме одминеш околу мене, да ме изчерно. Ти ко не писмен продолжуваш, светинко светја. За мене убавината е само неисполнето ветување за сеќа. О, не си некој важен човек, но се пак ти ме изврлаш од колосек. Не си некој важен човек, но се пак ти ме изврлаш од колосек. Не, супер евра. Почна да свириш. Ми изврлаш од колосек си вика песнава. Се викам, седам ваков и го почнуваш да свириш, да ќе фатам акордо и си викам, ај, го гледам си ја вези гитарата, нека си вези таму, што ќе се меша. Штракам, битно да има флоу и милиарда грешки, нити се познаани. Нема врска, грешките су бајната. Не можам, јас многу пати го правам со луѓето муабетот. И многу пати имат речено како може и толку да не ти е гајле дали ќе сгрешиш. Море тука е, не знам оти, ама мене ми е тука убајната во непознатото да речеме. Да, не е проблем да сгрешиш, секој греши, битно е да се вклопиш после. И да сгрешиш, да се вклопиш. И ако имаш флоу и да е грешка, цепа, значи не се луѓето дојдени да се жири и ти си на испит, дојдени се да си ужива, сваќаш. Така е. Така, наместо ја направам ја вака, ја ќе направам така веќе нифи ме убаво и да сгрешам. Поинаку е, да. Поинаку е во секој случај, ама тоа е шоуменшип, тоа е уствари поентата на артизмот. Не знам, не ги знам збороите, да не знам да се шо поминат убаво луѓето и ти ако се трудиш да си поминат убаво, се поминува. Така. Замерак. Брат, те гледам дека работиш цело време, мање више во иста каша сме јас со музики со видеа, ти со музики со видеа, емисии чуда ова она. И сега последно видов хитмейкер емисијата што уствари на нашата телевизија исто така се емитуваш. И да ти кажам искрено, многу ми е мерак што има нешто ново вакво. Фала, Виктор, фала. Ја гледаш нашата комуникација излезе таа некоја друга соработка што не сме планирале. Целта на хитмейкер е на некој начин да го редефинира поимот што све може песна да биде и каква се да биде, а да биде хит. Да си го најде местото до публиката. И се потрудив и се уште се трудам да некако направам соработка со многу медиуми, радија, каде што песните ќе се презентираат, затоа што најважно од се е песните да се пуштани многу. Не е емисијата важна. Не сум ја важен. Песните се важни и крајна цел на емисијата е да сватат и другите медиуми и да почнат да прават слични емисии. Значи тој што ќе дојде у хитмейкер да не биде само на хитмейкер, окей, јас се трудам колку може тоа поише да се промовира, меѓутоа да иде и на други места, сваќаш, или кај мене да дојдат луѓе што биле по други емисии. Бидејќи до сега смета телевизиите дека се апсолутно неисплатлива инвестиција музичките емисии, музиката и така натака. Тоа сакам да се промени, затоа што стварно имаме многу добри артисти, уметници, се и само шанса е потребна. Најболја песна да ти е у свет, најхит, ако нема шанса, нема да биде хит. Така е. И да не е толку хит, ако и дае шанса, ќе си најде публика. Дефинитивно. И затоа и ние ова почнавме да го правиме. Имаше еден период, буквално, кај што немаше ништо музика нигде, освен ако не одиш на некоја, да речеме, утринска емисија, што е општо за се. Денес има музичар, утре има политичар и така натаму. Иначе... Ама еднаш ќе те пуштат и толку. Тоа е. И затоа инсистиравме да направиме нешто вакво,
кај што скроз лабаво ќе се направи, ќе дојдеш, ќе си отсвириш муавет, ќе си направиме да ги видат луѓето од малце едно поинаков светло, да не е само на YouTube, на песни, на спотови и така натаму. И многу ми е мило што има вакви емисии, Hitmaker излезе, може да ќе излезе уште нешто понатаму, кај што луѓето ќе можат да се промовират, кај што ќе се прави нова музика, кај што ќе се секој стил на музика ќе се стигне до ушите на своите слушатели. И тоа е многу добро. Производите што стигаат од север, да кажеме, иако содржината нивна е таква каква што е, форматот, пакетот е нешто што крена многу стандарди и сите наши луѓе кои што и помислувале нешто да направат се исплашија, затоа што тоа навистина чини пари. Чини, вистина. Јас се потрудив колку можев да инвестирам сам за да направам нешто. Намерно ни спонзори, ни ништо. Тек се надевам дека ќе дојдат спонзори, затоа што сакав прво да покажам пилот програма, да. Кога ќе дојдат и спонзори, ја знам уште подобро како да ја направам. Така. Затоа што ние имаме содржина. А форматот, така не можеме да бидеме реални, тоа стварно се големи студија, многу пари се игра, поголем пазар, се окей, али можеме да направиме нешто стварно што не можат ни они. Затоа што ако се надпреваруваш со некој, нели надпреваруваш, не гледаш он што прави најболje, а ја подобро од него, туку гледаш он што лошо прави или што му фали, тука удираш, така, тука удираш на нешто, сакаш ти што можеш најболje да направиш. И така не се надпреваруваш на некој начин, пак си технички си во твоја патека, си ја трчаш трката. Јако, да. Дефинитивно ни треба од северниот сосед па натаму се стандардите вистина поголем пазар и вистина многу пари се вложени, ама не е дека не може да се направи кај нас. Може да до толку многу, со толку многу камери и продукции чуда. Не сме така мали. Ама не, во секој случај. Знаеш, ти не си исто од скоро, нели? Така. Сепак си колку? Скоро 20 години сигурно си, така? 15 отприлика. 15? Така нешто. Сепак си фатил малци од она пикот, кога беше. Дефинитивно. Значи не сме така мали. Доволни сме да можеме дури и сами да функционираме, артистите тука од Македонија да може да функционираат. Авторските права се боле и боле да бидат, знаеш. За жал големи пречки имаме на владино ниво, да кажеме, не министерско ниво. За изведувачки, продуцентски права, значи се тоа пари кои што се за музичарите. Меѓутоа мора да сватат луѓето тука во Македонија дека не сме така мали. Во музиката, не е музиката само колку кошта песната, колку кошта настапот на Виктор у ова. Значи музиката врти големи пари во државата. Колку пијачки ќе се испијат, колку маички ќе се продадат, колку цедиња ќе се продадат, ти кај си го направил цедето, кај си го штампал цедето, кој ти го дизајнирал, кој ти ги штампал маичките, кој ги принтал картите, каде си учил, кој ти предавал, каде плаќал кирија, кој се со тебе биле ученици што плаќале. Значи, кај си купил ти гитара, кој ја направил гитарата, кој ја продавал, каде платил за просторот, царина колку платил. Значи, многу е голем опсегот на бизнис, на пари што се вртат околу музиката. Па дури можам и јас да ти пресметам колку кошта, колку е на музиката, колку денарчиња која ќе отидеш да се шишеш. Затоа што музиката влијае на целата атмосфера, дефинитивно, каде што си отишол да ги оставиш своите пари. На целата атмосфера, работна атмосфера, расположение и така натака и така натака. Значи, секаде каде што се користи музика може да се израчуна колку е сето тоа, нели? Hi-fi опрема, оваа опрема тука што е купена, компјутериве. Значи, и мора да сватат луѓето, и спонзорите, и владата, и сите министерства, и Министерство за економија и така натака, дека секое евро
во музиката вложено, во државата враќа минимум пута 3. Така е. Во државата се врти бизнис минимум пута 3, минимум, од еврото што е ставено во музика. Дефинитивно. Така да не треба да се чувствуваме мали, не треба да се чувствуваме незначителни. Значи, Дефинитивно. ние имаме една професија, еден производ кој што е се прифатен, секаде се присутен и мораме да си го почитуваме. Така е. И авторски права, продуцентски права, изведувачки права. It's all about the money, but it's not your money, it's someone else's money. Така е. Сваќаш? Така е. Па дури не се ни нашите пари, ни мои, ни твои, затоа што ја ме гледаш оксидиран, побеле веќе. Ја колку Барем години имаш коса, јас немам коса, моги. колку години ќе ги користам јас тие пари од авторски, нели? 5 години ќе поцркам. 10 години, 20, ако ме дае Господ да поживеам. Работата е што 70 години после мене некој треба да го бере плодот од мојата работа. Значи дури не е ни за нас, тие дури не се ни наши пари, туку се пари кои што треба да се трудиме да ги обезбедиме за генерации после нас. Така. Тоа е нешто што се вика интелектуална собственост. Ако нешто нема интелектуална собственост, ако не се знае оваа телевизија чива е, нити ја ќе бидам тука, нити ти ќе бидеш тука. Така е. Така И е. тоа. Така е, факт е тоа. Нели? Има многу прашања што не се решени уствари на музички план. И имаш ти една естрада, еден пеачка од тебе, кој што е толку сестран, талентиран, што е златно јајце, што нема кој да го искористи на вистински начин. Јас не сум пеач, ја пеам тоа што неќе да ми пеат. А ние што правиме музика обично така е на крај. Али сум нешто друго, Си го пееш тоа што не Пак остава. сум во што ќе индустријата, сваќаш. Така. Значи сите ние сме златни јајца. Само веќе сме се издефинирале као дека не бива у тоа, сваќаш, дека знаеме што работиме. Дека можеме и да се менјаме, адаптираме и да изненадиме, не е битно. Да отвараме простор за млади, за нови, сваќаш, преку нашиот пат, да им го упростиме нивниот пат. Така е. И ја мислам дека со таков еден став, ако тој стане се прифатлив пред секај музичарите, можеме многу да направиме. И јас мислам дека имаме капацитет да направиме многу, само што процес е кај нас, знаеш како и се останато, се е процес. Процес е, но- Почнувајќи од табиетот на луѓето. Знаеш како? Во Министерство за култура таму одговорна, вика, ја веќе со авторски права нема да се бава. Се е тоа окей, но ти имаш избор. Ти не ќе да се бавиш со авторски права, окей, и нема да се бавиш, ќе отидеш у друг ресор. Ја немам избор. Тоа сум јас. Цел живот тоа го работам и тоа ќе го работам. Така. И јас сум на твоја милост и немилост за твоите одлуки. А утре ќе ти текне, не се бавам со авторски права. Чао. Најубаво ќе речеш. Така. Не, јас поќе замерак. Уживај, не е проблем. Нема, тоа е. Тоа е брат. Али тоа е, пред се здравје, Ние да нели? си правиме тоа што треба да си го направиме. Само здравје, другото борба е. Никој не бара лесно, Така е, така. сакаме само да е содржајно. Така, кај нас има една поговорка што уствари многу контрапродуктивна. Шо е мој ќе си дојде. И тоа шо е мој ќе си дојде ако го остеш, уживај, заврши работа во животот. Така Тоа е најголемата заблуда во животот според мене. Има време. Тоа има време е најголемата заблуда. Нема време. Ту си се свестил, Има време, прошла така е. деценија, 2 децении, деца се родиле, пораснале деца Така, така. и на исто стои. Треба децава сега да прават музика и да, нели, да собираат плодови, исто е. Што сме направиле за нив? Ништо. Ништо. Затоа што сме се тепале ја, не ти, тој, не може ти. Тоа е тој злобен круг во кој се вртиме години, ама. Ај си викам, не знам оти, ама си велам дека со тек на време може да ќе успееме да подсмениме нешто. Ти гледам дека се разбудват луѓето полека. Може. Па се докаже тоа, нели? Го сме го сведочиле. Така е.
така. И тогаш вика, не, овој на македонски не пише, не чини македонски јазик, кој ќе ти ова, она. Да, бе, да. Искочи, дека звучи македонски, ма јазик дека може милиарда хитови да има, секоја журка да е со македонска музика, идеш у дискотека за македонска музика, сваќаш. Така е, имаше период кај што вистина На домашни забави, каде и да идеш, тие беа хитовите, никој не ги терал луѓето со сила. Да, бе, да. Тоа е тоа. Кажи ми што ќе му свирниме са друго нешто на луѓето. Пошто почна да ме разбудваш малце со македонска музика, ти приметвам дека има работи што не ги знам уште од нашите песни, да речам македонски. Ајде. Што ќе нима ни уште нешто са. Ајде за нашиот другар. Нека почива во мир. Ти си минско по поле, бейбе, сепак цела вечер јас би пополза само преку тебе. Пум пум пум, ау! Ти си минско поле, бейбе, од ерогени мини, преполни со TNT. А јас сум експерт за огревање на твоите мини пред експлодирање. За деактивирање на секоја твоја ерогена мина бара малку ти трање. Ау! А секој твој допир ми е ризик, но предизвик е твоја мина на видик, ке добие третман мина лифтинг. Ау! Ти си минско по поле, бейбе, сепак цела вечер јас би пополза само преку тебе. Пум пум пум, ау! Ти си минско по поле, бейбе, сепак цела вечер јас би пополза само преку тебе. Пум пум пум, ти си минско по поле, знам од глава до петица. Полниш албума, петка ти си чиста шестница, но секој кој казал по твоите мини скапа го чине сите тие сега се е херодотски инвалидно. Јас со твоите мини, низ твоите планини ке направам тунели. Имаш 10 секунди да даеш 10 речени ти, дошто дозориш да пресечам со живци подликави. 876, се заради твој еден добар гес. 5 за двулична жолта роза, 4 за фанк, дупла доза, 3 за меза, трета поза, 2 е за предизвика тактика, еде знам те пака веќе паника, 0 е за бум бум. Ти си минско по поле, бейбе, сепак цела вечер јас би пополза само преку тебе. Пум пум пум, ау! Ти си минско по поле, бейбе, сепак цела вечер јас би пополза само преку тебе. Пум пум пум, ау! Ево, беше за Андре. Да, скроз, леле. Значи, малце неќамо се враќам на муабето, ама ми е многу терсене, пошто баш договаравме емисии Да, и со Панчо и цело време, сега ќе направиме, после ќе направиме, чекај турнејата, чекај ово она. И сега скоро ми пише еден од бендот, овој гитаристот што беше, и со него исто имавме договарано емисија, и конечно ми врати на порага да му пишав уште тој ден, и кога конечно се вратив назад, ќе направиме денек да се опоравам, ќе пееме. Ајде, викам Зубо, нека е малце позитивни вести да чуеме. Требаше, ја у ова што го работев задње, SOS детско село, со многу артисти, и они треба да бидат. Знаеш, каков момент беше групата која стоеше, removed from the group, да, беше, како да ти кажам. Ужас, ужас. Ужас невиден. Јас, да ти кажам искрено, во многу терсене момент се погоди сетото. И беше ситуација кај што не заради други работи што се дешаваа, не смев да бидам даун, онака, психички, а од друга страна па не можеш ни да бидиш весел. И ми требаше време, не може да снимам недела дена негде, ни една емисија не снимив, мислам, секако ништо не се пушташе. И после токо требаше да снимам, или недела или две, не знам како се направи. И после токо веќе можеше да се снима,
пак ми беше тешко да онаквам, пошто на пола луѓето што му пишав порака, никогаш нема ти вратат на телефонот, знаеш, и тоа е многу Ајде уште чуден една за него. момент. Ај, Покрај тебе јас, Чекај, како идеше? покрај тебе јас сум како. Ај, ќе ми дојде. ќе биде. Покрај тебе јас сум како ситен и врел песок. Чекам силен ветер за да крене еден голем Бразилен висок да ја прати. Љубовта во шише да пратам срце ко сплав да те спаси, не сонувам. Јас во црно дело и те добирам. Во тело, те сонувам. Јас во црно дело, но во боја сакам да ме осетиш на дело. Чуе песничиња. Ако некој ти ги замрзне тебе солзите, тогаш ти од нив направи чисто кристална топка бистра да ја Не, да ме видиш. да ме видиш во неа како спија ми цела вечер, цел среќен тебе, бейбе, те сонувам. Јас во црно бело и те допирам. Во црно цело тело те сонувам. Јас во црно бело, но во боја сакам да ме осетиш на дело. И така. Јако. Уе песничиња, живи се. Многу брзо ги правиме песни, пошто му го знаев темпераментот на Андреј. Така, замерак. Значи, тој беше, знаеш, еден каков контраст. Една таква добричина и еден таков темперамент. Онака ќе дојде раскрварен, рука, се изнервирал, у прозор мавнал, не. Нешто девојка му кажала ово. Многу емотивец беше, многу си ја сакаше девојката, порано, нели сега збориме пред Така. 25 100 години. Да, 25-6 години. А на мравка нема да сгазам сега. Да. Обично така е, не знам оти, ама Да. тие што се такви луѓе што знај некако да го изрази нештото на поинаков начин, обично не би стапнал на мравка. Вака може да ти заличи на моментот да изреагира бурно, ама Да. ете чудна работа. Нема, тоа е и знаеш како вакви моменти уствари ти кажуват колку немаме контрола на ништо во векот. И се уште кај нити знаеш колку време си тука, нити имаш контрола, нити не знаеш што ќе биде понатаму, се уште да не се избориш за тоа што сакаш да се избориш во животот. Тоа немам да го сватам, ама Ја викам само две возрасти постојат. Живи и мртви. така е. Значи нема друга возраст. Сите се врсници, но никој не знае до каде му е, што му е, без разлика колку години е, за жал. Така е. И Тука си, сега си, тука сме, врсници сме. така. Музиката едно време во Македонија не дека кузне, мислам имаше поке продукции, имаше некои телевизии поке што се замараја со тие работи, ама многу поке ја имаше музиката, многу поприсутна беше. И ние, пример, ми се чини дека идолот беше последен бран музички, што удри и после тоа некако како да замре тој период, работата. Тој период Сега ќе беше. ти кажам, ги знам многу работи малце инсайдерски. Одредени ликови, знаеш, ќе ги соберат најбоljите фаци и инвестира само у тој што у моментот има хит, подпишува договор со сите, другите ги третира као сапорт,
прави концерт на тој, овие другиве сапорт и ги продава у пакет кај најголемите спонзори. И зима 200-300 илјади, нели, евра и така натака, сите у пакет, вложува само у тој што му е главниот, другиве чекаат на ред со бројче и никад не ни дочекуваат. Меѓутоа проблемот беше што кога иде и во радија, кој ги дистрибуираа песните и ти вика, слушај, ако не го пушташ овој, тоест ако ја пушташ онаа, нема да го имаш овој за спонзор, нема овој пеач да го имаш, и почна со уценување во одредени радија. И малце по малце сите оние one hit wonders што се појавува и ги снемува, иако имаше квантитет, меѓутоа тој квантитет остануваше некој квалитет и имаше шареноликост и сите полека исчезна и апсолутно стана монотона и неинтересна естрадата, Скорос. на тој начин уценувајќи ги плейлистите. Знам, после сум бил во неколку години, ситуација, да. после неколку години прават анкета на улица, македонска пеачка, или Каролина или Калиопи, а друга Биба Додева. Сваѓа, значи тука завршуваше се. Пеач, Тоше Проевски, толку. Мартин Вучич, значи збориме пред тогаш, Така, 15 на тој години. период, да. Апсолутно, значи ја направи, ја умра естрадата Скрос. за свој бенефит. И тоа е, после, знаеш, Ама има си цепаше. и ден денес има удара. такви ситуации. Има и дури во закажвањето на свирки го имам тоа видено. И значи има луѓе што имат одредени артисти под нивно закрило и работат за некој одреден бренд, дали е то пијачка или цигари или шо и да е. И ти оди, ти вика, ти прави секако му ја земаш пијачката и ти прави промоција, да ти дојсам овај да ми ги закажиш, ќе ти направам толку цена, ќе ти направам промоција, ама тие да не ги викаш, од да го ги викаш нив, нема ни пијачка, ни пеачи. И се газда си рече, шо, дај ќе ми направи промоција, реклама, пијачка, муфте, ова, она, и ќе си фатат некој онакво, и затоа како луѓето изгорени се да направат некој монопол и да уценват луѓе, а уствари има место за сите сегде, и уствари ако те бива немаш потреба да уценваш против други луѓе, едноставно ќе коегзистираш со сите. Ама не знам, прат некој такви игри цело време на сите Ама страни. види ти ако отвориш златарски дуќан, па нема да го отвориш златарскиот дуќан у аеродром негде, ќе идеш у Златарска улица, Така е. каде што секој што сака да купи злато, Таму ќе иде таму. И има за сите, сваќаш. Ќе види ке тебе кај овој тие ке него што биле ке тој ке тебе. Значи така е. имаме интерес еден од друг. Така е. И Хитмејкер има интерес да возбуди други емисии. Затоа што ќе има поголеми звезди во Хитмејкер ќе доаѓаат. Не само луѓе кои што на некој начин ги промовираме, покушаваме да ги промовираме, не ги виделе 100 години и така натака. Значи, луѓето кога баш кај што ќе се крене целиот квалитет, кога ти ќе видиш ангажиран постојано, Така е. сами откриваш, ја не сум фатил гитара, сега сваќаш чудна ми е. А друго е кога нонстоп ќе свириш. Така е, дефинитивно. Има, и кога ќе има интерес, то луѓето не го разбират. Значи, кошта музичарот, кошта свирката, кошта ова она, ма коштат и песните, коштат видеата, кошта се што ќе направи музичарот, што ќе купи, што ќе од опрема, од алишта, и тоа е тој обрт што мора да го има. И тоа е единствен начин на кој би требало да оди работата, нормално поддржано со фирми, со ова, со она. И на времето имаше многу поќе спонзорства, ми се чини, беше по... Да, ама почна, знаеш, да ги банираат, не пуштаат спотови ако има Да. ова, затоа што сакаат фирмите да финансираат во телевизиите, Так. не во спотовите, а пак беа и спотовите, значи нешто што телевизијата не дала пари на некој начин, а има материјал Так. да пополнува, да забавља народ, нели? Да, ама и нив му е... Мора да има некој баланс, Така да си има разбирање или воспостави некои правила, толку и толку секунди сме и така натака. Така.
Сега до самите инволвирани од тоа е да одлучат до која мера ќе рекламира, затоа што преголема реклама е антиреклама. Така е, и тоа е така. Ама и ми се чини дека, телевизиите знам сигурно дека имат проблем ако случајно излези реклама, а не е договорена рекламата и тука одма со власти со чуда си има проблем. И исто така знам дека порано, например, имаше некој ослободување некакво од данок ако инвестираш, ако не знам, донираш и така натаму. Знам дека исто беше некој време. Нешто планира, ама дали тоа така беше, не знам. Не знам, ама мислам дека е убава идеја, пошто сепак, значи, наместо, убаво е кога ќе ти паѓат во џебот парите, ама наместо да се дават парите во нормално може тоа да се дефинира на многу начини, ама ако може да се инвестира, небитно дали е во музика или е во спорт или е во хуманитарни донации и така натаму, многу поќе работи ќе се решат отколку... Ја, например, моето мислење беше на самата тогашна министерка, Пети Канчева, и кажа, кога имаше субвенции, нели даваа за песни и така натаму. Песни кои што се снима, спотови се, нема разработено систем, нема дистрибуција. И само се снима без веза, никој не ги пушташе. Апсолутно. Џабе се снимаа сите тие песни. Значи, викам, наместо да ги давате на пеачите тие, на авторите, што и да е, вложете ги колку медиуми има, таа сума распределете ја по кој принцип ќе видите, сразмерно, на медиумите да продуцираат забавна програма. Кога музичарите знаат каде дека ќе имаат каде да пласираат се, секој сам ќе работи. Не ми треба да конкурирам, да ме некој оценува, да ми даваш ти мене пари. Мене публиката ќе ме оцени. Сваќаш? Ќе ја земам јас пари, ќе ги земам парите од кај што треба да ги земам пари. А ти вложи во медиумски простор овозможи, ма не ги фрлија парите и пак двајца, тројца џамбази ги земаа парите, купија уште од првата година по 2 стана и никој не виде ни песна, ни ништо се сврте, сваќаш? Обично така се прави. Така е обично кај нас за се и на крајот тој што е по бистар, што е влезен во приказната, што е до медот, ќе сркни од медот. И после другите било како. Ќе ти се брои битно. Со подкупливи жирија и така натака, уредници, тоа е рак рана. Катастрофа. Туку дај, многу му влегваме темно денес, дај да осветлиме работата малце, да маниме нешто, да развеселиме работата, оти лабава викаме емисијата, многу му влеговме некако, убај теми се во секој случај, треба да се зборат што поќе јавно и треба да ги правиме муавет. Јас сум стално за да се прави муавет за вакви теми, оти капа да ме крива цело време, да е битна наместивме. Не, на мене коса, кудне како, треба да ја чувам. Шлогиран кактус сум, нема. Абе, за убо нека е лабаво, брат, затоа викам. И лабаво. Да не ја онакваме многу работата, дај да си полабавиме нешто што ќе му свирниме друго. Ствари ти што ќе му свирниш, јас ќе се мешам вака. Секција македонска. Ајде. Точка нов ред. Не ја знаеш гара. Ајде да видим. Ќе научам денес нешто Точка ново. нов ред. Остај ти. Мислам дека ја знам, ајде да видим. Викаше ексклузив. Ние сме съвсем сами, ми шепотиш поезия край камин, телефонът звъни, погледнуваш ти во мене, се двоумиш, дали слушалка да кренеш ти. О, тој е еден твој беден гест, сватив кој е всушност твојот скриен мотив. О, тој ми ке чуеш крик, о, бейбе, љубовен крик на волк самотни. Нема било што било и знај, ова е крај, ставам точка напред, па слободно размислувај. Нема било што било
И знај, ова е крај. Ставам точка напред, па слободно размислувај. Еј! По. А песна нема веза, не е вака. Ти го имаш правен ова песничето? Ама песната има само ова. Ова познато. Само тоа има песна. Тоа е цела песна. The funk? Така некако Да, ми дојде да. познато. Шукевиќо. Имаш право. Да. Ја имаш ти правено песната или така ти текна? Не, оваа така си према пеењето, иначе не е така песната. Сосема груверска е, само башче, бубањ. Најубаво е така. Сега скоро гледав видео од Afroman, Because I Got High песната како ја направил. Вели, не знам, оти сакав да направам нешто, имал 8 траки некој системче и сакав да направам нешто, вика, што ќе се урла, галама што ќе види, журка. И затоа има само тапан, вели, туп, басот, и другото се гласови што зборам јас цело време од позади. Си правам муавет самиот со Sweet себе. Dreams, Eurythmics, Да. го сум Скроз. каналеце, на касета. Скроз. И толку треба, значи, не ки многу. Ама треба да ја погодиш, као се вика, емоцијата на народ, да му даиш нешто, некое чувство, вибрација некоја, вајбот да му го погодиш. И убаво. Песничето на бенди са, кој се уствари бендот? Ексклузив, Ексклузив. Рабела, Елена и Јасмина беа. Ова значи било пред едно добри 20 на Оваа години. песна 99-та. Машала. Да, Прв пат кога го плијав мали На охридски иста народ. со Сања Лазања ја промовиравме за Браво. TNT Минско поле и Сања Лазања и оваа. Ле тогаш не бев спиен 5 дена да се стаса со промоцијата, спотот Сања Лазања, хаос беше, хаос. И на крај излегувам, свирам со TNT, гитара се вртам и се онесвести доле. Тоа аплауз. Демек делот журката беше ова, па на Јас земја. се враќам при свест. Гледам доле сум, знаеш, кој ќе попиеш нокаут, не знаеш кај се наоѓаш. Ужас. Тоа журка. Продолжи пија, нема гај. Ама па ти што има. Мене Едно ми се- сопче на ми се- брзина ми шекерот се качи. Да, малце ми се сврти уште, пошто со јажа ме спушта од горе, ме немаше и од јажа ме спушти. Више тама осетив малце, знаеш, дека нешто, Да. Дека стегнат горе. дека не ми е баш нај. 99-та година, човече спуштае луѓе со јаже. А јас ко се правеше муавет за Супермен за Евровизија, му спомнав нешто, му викам има да летнам, ако случајно одам. Има да летнам на табината, па што последно нека ако треба. Не, ти не знаеш колку е тоа, е многу скапо и не знам што, си викам сумо. Значи јас ќе ја врзам та сајлот, и ако треба нека падна. Алпиниста најдов. За жал еве не памтам кој ми помогна. Мислам дека отидов у некое друштво алпинистичко. И еве, не памтам кој ми помогна, значи дојде, закачи све, дај појас. и така. За мерак. Убави време, ја ти кажам право. Се надам дека ќе успееме малце од малце со овие емисиите што ги правиме. Полека. Турниме да кини само, ама да оправиме малце работата, знаеш. Оти многу некако се осеќав како е период музиката да беше многу одвоена од народот, македонската музика. Не знам како да го објаснам сега малце, дека неделно ми е денес Види, лабаво. изгубени се генерации, да бидеме реални. Така е. Пропуштени се генерации. Пропуштени се. Јас ми текна песна. На деца ги учам за некој што не ми е јасно како е могуче да не го знае. Не знае кој е Ламбе Алабаковски. Дете од Не можеш да 10 не знаеш години, Ламбе кој е. 12 години. Па тоа е. Чекај, реалити чек си викам. Друго дете ќе дојде го учам. Хајде да научиме од Ламбе песна. Кој е Ламбе? Викам, па, Страшно.
смешна работа. Што очекувам па ја, сваќаш, да ме зна, па мене да ме знае некој. Кој, мислам? Нема, тоа е со генерациите, брат. Јас да е здрав и жив тиктокот, иначе исто ќе беше и за мене приказната. Јас со видеата со тиктокот се извадов сумботек малце, иначе... Ја да ти кажам, пошто немам ни Facebook, ни Instagram, знаеш дека немам. Да. Кога бев на Facebook, ќе постирам некој пост, ајде смешен, секси, ова, она. Меѓутоа ме трошаше. Ако една реченица, пак треба да смислиш зезанција да е и така натака. Дефинитивно, да. И дента нема волја да направам песна. Се потрошив. Понатака гледаш дали лајкнал некој или не знам, коментирал, дали некој сватил лошо па лошо искоментирал, пошто знаеш сите беа така на ивица. Знаеш, постовите, така сакав да бидат. Да. Меѓутоа, моментот кога затворив, ја почнав секој ден песна да пишувам, сеќаш. Да живееш. Седни и работиш, возиш точак песна. Сега одма телефонот, пееш виолините, пееш клавирот тука, мораш да тактираш, да знаеш како ти се синкопите, што ти е у глава, што после дефинитивно, не можеш да дешифрираш што ти си мислел. Дефинитивно. Иако се е до моментот. Џабе ти после слушаш, не бе, друг ти е моментот. Знаеш како викаат? Ито така е, Истиот човек никогаш не бил во иста река. Нити е тој истиот човек, нити е водата иста. Така е. Така и тоа. А во моментот ако не си е направил, многу веројатно после кога ќе чуеш тоа ништо не ти значи и џабе. Се случило многу пати, така е, факт. Факт. И од кога прекинав се со тоа, затоа што тоа е еден голем мираж, голема фатаморгана, број на лајкови, коментари, кликања. Тоа дефинитивно. Апсолутно нема врска со реалниот живот. Јас го имам и во песното пишано, речено онака, скрос, ама... Значи, отварам музичко школо, илјадници лајка, стотици коментари, еден жив не се јави. Еден жив. Ете така. Еден. Тоа е... Се било од човек на човек. Добро ќе се покажеш Тоа е кон правилна некого, слика. ќе ти донесе пријателче, другарче и така натака. Така е. Значи, од човек на човек, old school, порано менаџери се знае, ни Facebook имало ни ништо, ќе ја напуни цела кафана. Така е. Сега атендинг, како не атендинг, атендинг, 3000 тоа не- атендинг, 30 дошле. Не, јас Он одамна стиснал не правам атендинг, такви. мисли дека ти прави услуга што стиснал атендинг да ме привлекува Да, бе, да. ова, демек поише ќе идат. Да, бе, Значи, нема се е проблем. тоа фата моргана. Одамна не промес такви настани. Само јас, ти, тета, тет, човек на човек, ништо повеќе. Така е. И не се замарам со тоа више, знаеш. Еве и со хитмейкер, еве има Инстаграм, ова, им реков Фейсбук, има и Фейсбук, ама и да не ја исапат. Инстаграм полека растат тамо, нели, фоловерс и не му се замара мич. Затоа што знам дека начинот да дојат песните до луѓето е друг. Така. Не е тоа Инстаграм. Тоа е само ради, ајде да кажеме, спонзори што ќе гледаат колку фоловерси и они веруваат у тој мираж. Тој алгоритам, Уште се замајани со тоа, сваќаш? Инфлуенсерски некој магија инфлуенсерска. Мислам дека ќе им дојде свеста, знаеш, дека нема везе едното со другото. Дефинитивно. Само реалното од човек на човек, збор на збор, ќе те натера нешто да купиш, да користиш, да препорачаш. Така Да, другото е плукни залепи. Денес ќе го видиш истиот лик, 20 артикли. Така е. Сегде и секаде. Да, бе, да. Тој тоа мора да го прави сега, не го обвинувам. знаеш. Да, бе, да, Како и- негова работа си. За жал, мислам тоа е. И така. Иначе, знаеш која песна ми текна? Ама не му шедни да бегаме ти. Ајде. Имаш и ти деца за носење на вавуната, но не е играчка. ова. Има мигови во животот, кога ти би ставил крај на се. Светот не е црно-бел, во него простува само смел. Кога гордоста те држи во своите канџи, треба да знаеш, никој од нас не
се соврше, кога сонце грее плача, на солзе јас го испраќам, а кога врне јас се радувам, да огре очекувам, кога сонце грее плачам, на солзе го испраќам, а кога врне јас се радувам, да огре очекувам. Шубо песниче. Иначе оваа Шо песна ти текна? го цитирав кого го цитирав, чекај. Нема врска. Го цитираше Некој турче некој таму. од порано, кој што се смеел кога било облачно, бил расположен, затоа што вика после облачно има И сонце. сонце. Ако било светел ден, он плачал, зашто после ќе се наоблачи. Епа, тоа е животот. Да. Што би рекол 50 Cent на крајот на денот, ако не е дождо, нема го цениш сонцето. Така е, да. И тој може да го има некој цитирано, ама јас од кај него го имам слушнато, си го кажувам како негово да. Звер, фала ти што ми дојде,увај муавети си направивме. Малце емисијата е сат, може ги трае, ама за убаво Што нека знаеш е. толку многу? Сигурно тепавме сат. За убаво нека е вече. Тек пеаш да бев. Тек тоа. Абе, ние многу се зазборваме, јас Брборко, ти Брборко, и обично и кога ќе ми дојдат гости што зборат и знам да се заборам и јас, ама за убаво нека е. Убави работи си кажавме, убаво музичина си спеавме, се надам дека ти беше лабаво и се надам дека пак ќе се дружиме наскоро. Мораше една да маниме, не беше. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Yeah. I wanna one time see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you laughing in the purple rain. Шу. Песниште за крај. Фала ти, Звер, и фала ви вас, луѓе. Се надевам дека ви беше лабаво. Се надевам дека ви го лабајвме ова неделното попладне. Се надевам дека не претеравме работата, па многу да ви олабајме, не може да знаеш. И се надевам дека пак ќе се видиме наредна недела во 18 часот и пак ќе си лабавиме заедно. Поздрав и имајте убав ден.